има дамнешна традиција кога е во прашање културно-уметничкото живење и творење. Ако спомнам дека Наум Миладин, третиот брат на семејството Миладиновци, покрај Димитрија и Константин, нашите славни преродбеници е еден од основоположниците на нашата национална музикологија и музикоетнологија, тогаш станува јасно што музиката значи за овој крај. Неодменливо мора да се нагласи круната на тоа живење, тоа е Струшката музичка есен, која многу успешно суштествува повеќе од 3 децении. Во рамките на севкупното културно-уметничко живење и творење, секако дека спаѓа и народното творештво, музицирањето. Во континуитет од минатиот век, во Струга делувале повеќе аматерски оркестри, хорови, пејачки групи, солисти, играорци и слично. Некои кои во еснафот заеднаетчиски важеле како попознати изведувачи, се живи и денес, односно биле активни до нашиве денови. Еден од основачите и првенец на оркестарот на распеани стружани, Ѓорше Гаго, беше скоро до крајот на својот живот пред неколку години, речиси жива легенда за музицирањето во нашиот крај низ минатите децении. Покојниот Јачим Тортовски во својот берберски дуќан знаеше доскоро да собере колеги од еснафот, како и други обични минувачи, сограѓани, со своето свирење во приквечерините покрај миризливата свежина на Дрим. Господата Ристо Каледжиевски, Киро Мандовски, се уште ги чуваат спомените од младоста, повремено подсвирнувајќи им на своите внуци и правнуци на примчињата. Со цел да се продолжи оваа убава традиција, а сепак на целосно аматерска основа, како сублимација на поранешното музицирање, во далечната 1974 година оформен е нашиот афирмиран ансамбл Распеани стружани, а во рамките на културно-образовната установа Браќа Миладиновци, одсек културни самодејности. Беше тоа ансамбл вистинска слика на заедничкото живеење на овие простори низ вековите. Раководител и душа на друштвото е музичкиот педагог, господинот Ремзи Нуши. За да се постигнат сите мошни големи успеси во општината, републиката, бившата федерација, странство, Унгарија, Австрија, Холандија, Белгија и Полска, тој навистина мораше да се вгради себе си и голем дел од својата младост во суштината на друштвото. Ансамблот, друштвото и навистина беше друштво. Членуваа во него огромен број наши сограѓани, повеќе од 100. Имаше меѓу нив и младинци, и пензионери, и мажи и жени, интелектуалци и мануелни работници, професорки, професори, домаќинки. Секаде импонираше со извонредната фамилиаризираност на составот од буквално сите народности што живеат на овој со Божји благослов обдарен Охридско-Струшки регион. Се зборуваше македонски, албански, српски, турски, влашки јазик и сите, ама баш на вистина сите членови на ансамблот се гордеја со тоа. Малку за шега, малку за лична разонода, членовите на ансамблот честопати знаеа да запеат една иста песна во повеќе варијанти, односно го адаптираа текстот на повеќе јазици и го чинеа тоа со љубов, вистински искрено и многу вдахновено. Имаше во друштвото и сосема музички необразувани, но и музички навистина школувани музичари и музички педагози. Долго време имавме присна соработка и стручна помош од нашиот сограѓанин, професор, доктор, музико-етнолог и композитор Сотир Голабовски. Во растежот на ансамблот допринесоа многумина. Некои со директна и конкретна стручна, собирачка, материјална или друга припомош,
Други пак ни помогнаат со тоа што не веруваа во нас. На едните им благодариме за нивниот дел од патеката што ја изодеа заедно со нас. На другите исто така им благодариме. Им благодариме за тоа што нивната недоверба и подценувачки став кон нас за членовите на ансамбловот беа поттик повеќе за се поголеми и повисоки дострели, на кои сме првенствено ние, нашиот раководител, а и сите влюбеници во аматерското музицирање од Струга и Струшко, па и од Република во пошироки рамки, навистина мощни горди. Основна преокупација на ансамблот се староградски песни и игри, ора и танци од Струшко-Охридскиот регион. Беа при тоа проучени, разработени во нивниот автентичен, автохтон, изворен дух повеќе од 40 песни и ора. Некои од нив беа и навистина оттргнати од забот на времето и заборавот. Таквите народни творби се собираа од постари стружани кои посеќавање ги искажуваа или пееја. Направените снимки на магнетофонска лента, потоа нашиот стручен раководител Ремзи Нуши стручно ги оформуваше, исцело зачувувајќи ја нивната изворност. Сеќавајќи се на нашиот, можеби, прв творец на духовна музика, отецот Калистрат Санџаковски, со задоволство ставивме на репертоарот на ансамблот неколку негови духовни песни дешифрирани од доктор Сотир Голабовски. Своевремено, уште во минатиот век, струшката интелигенција, која се школувала во европските метрополи, во Струга донесла повеќе танци за игри во парови. Имајќи посебна вдахновеност и чест и задоволство, единствено нашиот ансамбл изведе некои од нив. Тоа беше прв пат случајно на просториите од поранешната федерација и горди сме што така на широко се слушна за распеаните стружани. За концертни потреби, за настапи на различни локални, републички или сојузни свечености, фестивали, средби и слично, на репертоарот беа стално подготвени и се изведуваа многу комицки, партизански, лирски, обичајни и други творби од народите и народностите, односно нивното творештво, честопати во многу убав, логично, тематски сплет. Имавме многу пати прилика да уживаме на громогласните ракоплескања после изведбата на песни и игри на народите и народностите од поранешна Југославија. Ова особено се случуваше на нашите многубројни гостувања низ Федерацијата или во странство. На тој начин, низ годините активности на ансамблот, изведени се повеќе од 120 песни, ора и танци. Посебен репертоар на стари градски песни од типот на серенали и уметнички песни бележи машката група која го носи името на веќе спомнатиот творец преродбеник Наум Миланин. Таа брои околу 15 активни членови, додека целиот ансамбл и оркестарот најчесто се составени од 40 влюбеници на народното, музичко, најчесто автохтоно творештво од нашиот регион. Понесени од многобројните успеси кај публиката, а и мощне позитивните високи оценки од страна на стручни музички и музиколошки авторитети, учествувавме и како камерен хор на тетовските хорски одзиви. Тоа беше навистина тешка задача за нас, но предизвикот беше преголем. Забележавме многу убав успех. На сите ни е посебно драг успехот со хорската изведба на песната Бисера од Константин Миладинов. Автор на музиката за хорска изведба е Стојче Стојчевски. Се уште таа хорска творба ретко ја исполнува дури и професионални хорови од Републикава. Инаку, години наред, можете успешно учествувавме на фестивалот Гоцеви денови во Скопје, фестивалот Староградски средби во Охрид и Ресен, фестивалот на изворна музика, фестивалот на комицки песни во Битола и многу други. Посебна чест ни чини што можеме да се пофалиме со неколку настапи на француската и белгиската радиотелевизија. На нашата пак
телевизија и радио имавме навистина многу настапи. Како природен епилог на растежот на ансамблот, покрај многобројните снимки за македонската радиотелевизија и радиомузичка продукција, снимивме и една лонгплей плоча. На неа се снимени 12 песни во изведба на целиот ансамбл со оркестарот како и машката пејачка група. Плочата, иако имаше голем тираж, за 2 до 3 недели беше распродадена, а многумина ја чуваме како своje виден, реликвиен, вреден документ. Ансамблот имаше мощна присна соработка со слични ансамбли и хорови. Ова особено се истакнува со распеани Охриджани, Ресенчани, Кавадарчани и други. Соработувавме со хоровите и ансамблите на културно-метничкото друштво Гоце Делчев од Скопје, Академското културно-метничко друштво Мирче Ацев, Кочорацин и други. Често разменувавме посети со женската пејачка група Сирма. Скоро да имавме збратимени врски со сличните ансамбли од Пирот, Суботица, Ниш, Дебрецен од Унгарија, како и некои други, со кои навистина имавме пријателски врски. Мора да се нагласи како посебен успех заедничките концерти со сите со кои соработувавме. Ово би била накратко личната карта на нашиот реномиран ансамбл. Заложбата монографски да се собере дел од она што е снимено, кажано или напишано за него, а од страна на човекот кој најмногу вложи во него. Човекот душа и идеја и дело на ансамблот, музичкиот педагог Ремзи Нуши, плени со своето благородие. Ние пак, членовите на ансамблот, стружаните и сите други влюбеници во народното и воопшто творештвото, сме навистина премали за да видиме доволно благодарни на овој негов чин.